никогаш не е здодевно во светот на астрономијата, особено во овој период каде што секојдневно пристигнуваат нови фасцинантни информации од светот и оние кои што се разбира кај нас ги пренесува Скопското астрономско друштво. Има и многу новитети, меѓу другото нели поводот кој што тоа е курсот за кој што ќе зборуваме и деталите околу истиот и многу други нови информации кои што ќе ни ги пренесе Радан. Но пред конечно да го поздравиме Радан кој што ни е во студиото, се разбира имаме, знаете, во овие последни денови и анкети кои што ги спроведуваме поврзани со нашите утрински теми, па колегата Мартин и овој пат направи анкета. Да. Апропо астрономијата, така што ќе биде баш вовед Радан за можеби днешната дискусија, затоа што секој пат се фасцинираме и восхитуваме на твоите презентации, не само на Скопското астрономско друштво како платформа, туку еве, за сите кои што сакаат час по астрономија, денеска имаме повторно тебе, ама еве ако не си имал прилика и можност некој пат да слушнеш последниве неколку месеци да ги анкетираме нашите граѓани колку и како ја следат астрономијата, еве тоа ќе биде вовед на денешната тема. Where are you from? I'm from Turkey. Do you interested in astrology? I'm not very interested to astrology, but I know the horoscope. Па, како ти кажам, и така и така. Дали би се запишала на воведен курс по астрологија? Па, моментално си имам години да сум помлад, да. Ја више стара баба, нема потреба од тоа. Па, можда. Од 80 година кога ќе видам. Јас сум сега 79, значи 80, може. Have a lot of places in Turkey when people can learn for astrology? Well, there are some people, distinctive people who teach astrology in Turkey, but not institutes. I didn't hear any institutes in Turkey. Дали сте биле во планетариум во последно време да ги следите небесните случувања? Како помлад сум бил. На плоштадот имаше телескоп. Дали сметате дека тој треба да стои секој ден? Да. Да, за младите да гледаат, да учат и така. Да, малку подостапен да биде. Вака е, да, кога е во одредена установа, понедостапен. Добро, колегата Мартин малку ги направил ротација со темите астрологија, астрономија, се случува меѓутоа астрологијата со астрономијата. Што мислам на астрономија, кажат. Да, добро, некој одговори или спомина за од поводрасната категорија наши граѓани, со граѓани кои што можеби во изминативе години беа на градскиот плоштад и биле сведоци на небесни случувања, ама дефинитивно имаше еден господин кој што рече да, треба младите да се едуцираат. Ова е совршена прилика повторно да кажеме дека со почетокот на новата 2025 година го имате овој основен воведен курс за часови по астрономија презентација и вистина еден месец убаво така ревносно се прикаже се што нели можеби како една база на светот на гранката на астрономијата. Радан, добро утро уште еднаш официјално добро утро. Добро утро на вас, на вашите гледачи. Да, почнуваме и оваа година. Ние ги имаме веќе 20 више, не знам няколку, после 20 престанавме да броиме. Почнавме со идејата затоа што во нашето образование тоа што има е многу мало, а и тоа што е мало знае да биде погрешно. Да кажеме, една од грешките кои ги почесто слушаме дека Северница е најсветлата звезда, па онда луѓе мешат што е тоа галаксија, што е сончев систем. За метеори исто така имат многу погрешни представи дека звездите навистина паѓаат и тоа нема. Значи видовме дека има потреба за такво нешто, дека луѓе сакаат да слушнат за нешто такво нешто и почнавме да ви кажа пред 20 кусур години се уште тераме тој курс. Сега ќе почнеме на 17, значи тоа е сега понеделник за неколку денови. На Електро се уште викаме Електро, мада тоа Фейт сега. И таму во Учина 122 почнуваме до 18:30. Сите што сакаат да слушнат нешто ново за астрономија. Курсот е именуван воведен курс, значи ова нема потреба да имате не знам какви предзнаења, нема да има формули, нема да има математички изведувања никакви. Најбазично и едноставно материјали се сите подготвени, значи добивате скрипта, одиме во планетариум, ќе учиме како што е добар телескоп, како да го монтирате, како да го размонтирате. Се она што е неопходно за да имате некој си воведен, како се вика, влез. Мало познавање може. Да. И потоа, ако ви се учи повеќе, онда добре дојдете во друштвото и целата опрема ви е достапна, станувате член за некои си 1000 денари годишно и доколку пројавите интерес, целата опрема што сме собирале со не веќе со години, него со децении,
ако ја можем да кажем дека е добра, стварно е добра. Имаме многу добри телескопи, низ кои ќе имате прилика да се запознаете во текот на овој курс. Некој од нив ќе можете да гледате, а ако пријавите желба да гледате малце повеќе, а тоа е многу повеќе nego што ние даваме на курс, тогаш ќе дојдете со нас. Мада ние имаме и акција, може да се деси април или мај, малку да се отопли, да почекаме малку да се отопли. Еднаш во пролет, еднаш во есен, а може би летото, се зависи колку ќе бидеме тука. Ние го викаме местноста Рудине, тоа е на некој Козјак брана, што е Јасно. Беше Аурора на ресторан. Позната локација, да. Позната локација, тука ставаме телескоп, на Facebook објавуваме, дечки кој сака, бој. Јас сум бил на едно, да речеме такво, уживање и апсолутно мислам не секому го препорачувам. Она што некој пат ми е мака, а сме го посведочиле преку твоите разговори дека некогаш и сега студентите и младата генерација можеби не е толку навлечена по астрономијата. Да, ти велиш дека и во некои своји почетоци на Сопското астрономско друштво студентите едва чекале можеби да има вакви поведни курсеви. Да. Ама пазите, се менува па и тоа мора некако да се прилагодуваме. На што се должи Ја мислим дека најповеќе на интернет. И достапноста на интернетот и особено сега на овие како се вика вештачки интелигенции, луѓево, еве јас морам да признам дека пред неколку месеци навлегов во тоа чудо што се нарекува вештачка интелигенција и сватив дека животот станува се побрз, повозбуден, ќе треба малце да се на мојот години да се учи, али неверојатно што се таа може да направи. Јас сум навистина што се вика возбуден. Избезумен, возбуден за сега. Да, не може да поверувам, мислим, ова што јас сега го живеам, моментално е Star Trek. Буквално моменти се наоѓам као да сум во некој вселенски брод кој има технологија во која јас тек онака кој ќе загребем површина и гледам какви чуда има. Многу миксети пред тебе за да може тоа да се убаво да диригира. Никакви миксети, кликнеш 2-3 пати и само што посекаш тоа ќе ти да. Така е, да, веројатно многумина за неколку копчиња не е едно, ама неколку клика так. Цела литература пред тебе и целото знаење, целото знаење на 20 години спомена веќе како што рече и како се редат годините не се ни бројат, но факт е дека се многу бројни, а тоа значи дека има интерес. Има. За учење, има интерес за да се пренесе тоа знаење, поточно да се добие тоа знаење и се разбира како поминува времето и како имаме новитети во однос на технологијата, така и кај вас се случуваат тие промени во однос на претпоставувам предавањето и на начинот како се помага технологијата. Да, значи ја не се сеќам дека сме имале, иако скриптата ни речиси можда цела деценија иста. Добро. Со тоа што менуваме само тие некои бројки внатре како што се сега. Минимални работи се ревидираат. Да, се ревидираат. Но затоа што нема ни потреба, затоа што е основен курс. Значи ние кога би се бавеле сега со докторати, тоа би било сосема поинаку, нели? Да. Тоа се иде на факултети, нели, магистарски, тоа се нешто таму се учат некои си други навер. Но кај нас освен предавањата, ја мислим дека е многу побитно тој дел со дружењето, особено јас стално го нарекувам тој час кај што се дружиме со телескоп. Кај што човек кој никогаш не имал прилика да види телескоп, му дадеш прилика сам да го монтира, да го размонтира или да гледа како се тоа прави пред вас, како се тоа прави. Но да почнуваме пред неколку години да, пример, ги повикуваме, ако имате ваши фотоапарати или па еве сега ми виши готови со мобилни телефони, стана сериозни конкуренти на тие професионални камери, така да можете да направите многу добри астрофотографии и со вашиот мобилен телефон. Нормално, со поновите, не со вако стар како што имам ја. Ама, ако имате понов телефон, имате такви функции кои што може многу да ви помогнат да добиете многу убави слики на млечен пат. Само треба да имате еден базичен статив, да не го држите во рака, затоа што астрономија не се прави од рака. И имаме пред 2-3 години си купивме едно многу убаво додаточе кој се става, тоа е фачки еден држа за мобиле, ама прилагоден за телескоп да се стави тоа што го гледате со око, ставате баш таму кај што е око, место око стои вашата камера. Така да месечина кој ќе сликат со тоа, знам и кој ќе им дојде туристи на телескоп или видео, што гледат на телескопна площадка, кој ќе им направам слика со од рака, пошто сум малце изложбам, па сум извездирал, кој ќе направам слика, готово, одма стават на профилна слика на телефон, толку сте експерти стават. Да, не, чудно видени се дека нивниот телефон може. Иако има една многу голема забуна која морам да ја кажам, да ги разочарам овие власници на новите Samsung Ultra телефони.
месечината што они ја сликаат со нивниот телефон не е таа слика што они сликаат со мобилен телефон. Туку вештачката интелигенција внатре во телефонот препознава дека тоа нешто светло што потсетува на месечина и дава слика што е генерирана однатре. И пак тоа не изгледа лошо, не викам дека изгледа лошо, ама е малце фейк. Лажно е. Но има многу луѓе што и тоа ќе го направат и ќе ми се пофалат. Гледа како убава слика сум направил со мобилен телефон и кој ќе погледне низ телескоп, тоа е небоземјана слика. Тоа е нешто. И онда ќе се изненади, па ќе му јас сликам телефон, со неговиот телефон ќе сликам тоа што го гледал. И тоа, мислам, стварно се интересни приказни, особено тоа, знам со пример неколку странци, тоа што доаѓа тука во Скопје и кој ќе направи така се чудовини. Јас не сум ни знаел дека доскоро сум станал некој кон лендмарк за Скопје туристички, така да нечесто ни се случува да некој ни пишува да слушнал дека има телескоп, слушате, сакаме ние да гледаме там, баш скоро ги разочарав некои холанџанки. Жени, девојчиња од Холандија дојдо специјално, беше обачно немаше смисла, само да се шетам надвор. Тоа не може да се контролира, иако е добро да видите дел од таа туристичка понуда. Да, што ќе биде интересно за туристите. Радан, поодамна имам дојдено на вашите предавања и го споминам ова затоа што сакам да споделам од личен впечаток дека навистина тогаш беше полна салата или амфитеатар, како и да се нарекуваше тој дел нели во училна, каде што се одржуваше предавањето. Колку што паметам, колку што ме држи сеќавањето беше за тоа дали со сите оние нели теории што ги има, дали човекот стапнал на месечината, дали не стапнал, па што е докажано, што не е и што се зборува. И унакој што го забележав е дека имаше доста млади луѓе. Ќе кажеме ние за колку и се препорачани најмногу вебоведни курсови, но имаат и затоа и прашав из интересот. Не само што имаат интерес да присуствуваат и да слушаат со внимание, туку тие има и безброј прашања упатени кон вас. Со оглед на тоа што вие и сакате такви интерактивни можеби работилници или курсеви. Слушатели присутни кои што ќе имаат прашања, кои што ќе разбирате љубопитноста. Ние нашите предавања не ги замислуваме како некоја проповед во црква. Кај што ние кажуваме некоја апсолутна вистина која е непроменлива и која сите морате да безпоговорно да слушате. Ово што ние ги кажуваме само некакви си нови идеи кои ви се презентираат онака како што ние сме ги виделе и кој треба да ви биде потек за понатаму нешто вие да си истражите. Ви кажа денеска со на Google беше, мислим дека ќе стане некој ден дам нешто минато, затоа што сега имаме некои други нели имаме. ChatGPT имаме, сега DeepSeek, кај што ќе влезеш, ќе си поставиш прашање, тоа ќе ти одговори и тоа има да биде навистина фантастичен свет. Да имаме. Така да што се тиче месечина, да, многу луѓе тоа. Мисли стварно ми за жал, мораме у 2025 уште да објаснуваме. Еден од највалидните аргументи кои јас би да кажем на тие да ги оправдам колку толку тие нели луѓе што поддржуваат таа теорија на заговори, зошто не одиме пак? Само заради парите. Само заради парите и затоа што сме ги подигнале тие безбедносни стандарди. 60-тите и 70-тите години кога луѓе стапнале на месечина се водела војна помеѓу тогашниот Советски сојуз и Америка. Тоа е ладна војна. Русите поведоа у таа утакмица и тоа не со 1, него со 5-0 поведоа. Американците беа збунети зашто таква една земја која не знае да направи ни веш машина, ни фрижидер, знае да направи вселенски летала, да пушти први човек во Вселена, да пушти прва жена во Вселена. Сето тоа ги разочари американците и американците направија нешто што до сега нормално нема. Дадоа 4,5% за буџетот на НАСА која се занимаваше само со тоа да го стапне човекот на месечина. 4,5% од тој огромниот буџет на Америка. Знаете ли колку денеска се објавува? 0,5% за сите програми. Значи за се тоа, за мисии на Марс, за мисии на Меркур, за мисија на Венера. Толку се двои од буџетот? 0,0, значи буквално 4%, 4,5% со 0,5%. Кога ќе слушнеме дека на Америка дава 2 или 3%, тогаш ќе слетаме на месечина. До тогаш нема да слетаме на месечина, тоа сум сигурно убеден во тоа, затоа што тоа толку скапа, а и не може, еве вчера, нели сега спомнавме малку. Ги видовме во вестите, да. Да, дека луѓето, нели ракета што требаше вчера да ги прати луѓето на меѓународна светска станица се откажа. Зашто? Затоа што безбедносни стандарди не смеете да изгубите луѓе горе. Ние немаме до сега, ние имаме повише од 60 години имаме вселенска програма, значи луѓето летат од Гагарин навамо, ние до сега немаме изгубено луѓе во Вселена. Значи никој не ни умрел во Вселена.
Имат нагоре, качувајќи се, испуштајќи се надолу. Технички... Да, има загинато. Но горе никој нема загинато. Да ни се деси некој да загине горе, автоматски гасите селска програма за наредни десетина, може и повеќе години. А Радан, каков е вашиот став за овие приватни компании кои што прават? Или да речеме сега, не знам ли прочитавте да речеме... Окружување во вселената Кейти Пери, супругата на Джеф Безос. И така натаму да имаат, нели, имаат Па мора да признам дека баш комерцијални летови се тоа сепак. Значи, знаете што, живееме во комерцијален свет. Се можете да купите, па и тоа. Ама тука безбедноста не за овој другарчето од Трамп што повеќе не сакам да име да му спомнувам, за жал јако ми беше икона доскоро. Кој? Па тој што се дружи со Трамп. Илон Маск. Тој. Едноставно со неговите политички настапи и такви работи мислим дека ќе го враќа полека светот наназад, иако беше еден голем иноватор. Да, иноватор. Јако му шерував неговата програма и сето тоа ја промовирав, едноставно повеќе тоа нема да го правиме, затоа што мислам дека не може да се дозволи така, едноставно неонацизам да се повторно јавува во нашите, ајде да кажеме, нови светски гледања, особено од такви големи земји. Точно е дека НАСА, ние имаме една голема заблуда дека НАСА прави се. НАСА не е направила ни Сатурн 5, ако ќе ме поштено. Она само ангажирала луѓе да направат Сатурн 5. Значи, таа ракета што е летна, што ги летнала луѓе на месечина. Целата таа програма, НАСА е само тука како некој координатор и нормално нешто ја финансира. Координатор или финансиер. Тука се Lockheed Martin или сите тие фирмите што се Boeing и така натаму, што се биле ангажирани и денеска се ангажирани во НАСА, но денеска се појавија нови играчи. Тоа се олигарсите и милиардери. Вистински конкуренти. Да, имаат доволно пари и за разлика од НАСА, тие не смеат да изгубат луѓе во Вселена, овие можат. Овие, ако сакат, можат. И сега вие, ако сакате да се возите со Джеф Безос, сега ќе подпишете дека ваши ризик. На свој ризик. Ви кој ќе се влегувате авион не подпишувате такво нешто, нели? А ако ќе влезете каде ќе подпишете. Интересно е, не се открива цената за билетот. Процента која би можело да биде? Па негде измеѓу 250 и 500 илјади долари. 250 и 500, толку имам јас слушнато. Сега мислам дека полека ќе паѓа цена, затоа што ракетите ќе бидат. Пасте, ракетите се се побезбедни, тоа стои. Дека овој човекот направи од SpaceX направи стварно многу добри работи и дека сега за жал мислим дека толку е добро што стана монопол. Што Америка не може повеќе да дигне човек во, например, еве сега ако се нешто деси треба итно да одат на меѓународна селска станица, без него не може да. Они немаат, а Илон Маск може за помалку од 2-3 дена или недела дена да создадат такво искуство. Да организира и да ги качи горе. Исто така станува и монопол за комуникација со Starlink. Ја верувам дека за некоја година во Македонија ќе идете кај некој провайдер, кој ќе ви обезбеди интернет, да имате и на некои места во Македонија кај што не е достапно. Не е достапно. Но душе може да ќе платите за тоа малку поекстра. Како што и сега јас знам имам пријател од Охрид кој има такво чудо, душе са не скапо за поединец, но ако си имате тоа во претплата, ќе можете да користите. Секој ќе биде добра технологија. Мислам дека и со вакви луѓе какви што се тие, светот ќе оди напред и светот ќе биде подобро. Без разлика колку и да сакаат да монетизираат своите проекти. Затоа што само ние поинаку го гледаме светот. Некои луѓе како што сум јас сака повише систем да ми биде тој што ќе се да не морам да знам слушате идем кај оваа или онаа да ми помогне да решиме овој или оној проблем, него да ми биде држава таа за која плаќаме даноци, да не биде таа гарант, да ме подржи во тоа што сакам, а не да ја морам да идем кај Владко за да ми помогне да идем кај Петко да ми реши проблем. Не, тоа не би сакал. Додека пример други системи, еве како што е тој, они повише сакат, окей, ајде да заобиколиме ние закон, ќе повредиме 10 на 15 луѓе, или некој ако загине не е проблем, ама ние сме го решиле проблем и имаме поголем GDP. Тоа за мене не прифаќам. И само уште едно марче пред да го закружиме овој дел. Оние астронаути кои што се сега на меѓународната вселенска станица, нели тие се таму и дури читавме дека имаат некои здравствени проблеми, посебно за жената која што е. Секој може би и на мисија. Колку се загрозени
И дали се загрозени? Не во смисла животно загрозени. Секој горе што идат горе имаат известни здравствени проблеми, но како ќе се реши, како ќе се става доле, тие не одат сигурно, јас сум сигурен дека не идат кај матичен лекар па да закажуваат термини за ово, сигурен сум дека имаат една армија лекари кои ќе ги пречекат. Ови сега пример кои ќе се вратат не ќе може да стапнат. Да, и па тоа. Нели видовме на вестите весте ги во Тилма дека ги споменавме зашто требаше овие да стартуваат, а не се случи тоа токму поради несигурноста дали ќе биде се како што треба. Тие треба да ги заменат оние кои што се веќе таму, така? Таму, да. Значи ние веќе имаме 40 години имаме луѓе во селена постојано. По неколку, по 20, тројца, 15, максимум мислам дека беа 13 или 11 беа максимално. А овие 20 што отидоа требаше да бидат таму само 7 или 10 дена. Да, веќе се Ама да, сондата Боинг за жал стана една исто така државна фирма софинансирана од НАСА, која тако малце не се покажа како добра. И луѓето мора да останат горе затоа што има само 99,8% шанси да слезат доле. Тие 0,2 не беа прифатливи за луѓе во зала. Тоа леталото се спушти доле сосема безбедно, немаше никаков проблем, но ви кажав, НАСА има високи стандарди, никако не сака да ги изгуби луѓе, особено не такви. Тоа се врвни научници, врвни луѓе со многу знаење, кои не само што работат горе корисна работа, него како што ќе се вратат, тие имат и како добра научна кариера, кај што треба многу добро да сработат, да едуцират, да промовираат и така натаму. И ви да изгубите такви луѓе навистина Фасцинантно е тоа што секој пат да речеме ги документираат, нели постојано можеме во живо да ги следиме нивните нели искуства. Инаку освен тоа што ќе спомнеме за најдобрите небесни случувања за оваа 2025-та, да зад камери ни објасни некој, меѓутоа сакам да споменам колегата Горан ќе ни помогне. Blue Ghost, токму на Firefly, на НАСА, токму и слета на месечината. Тоа е нешто како за почеток на овој мартовски период од оваа година. Еве ќе може да го погледнеме искуството кое што беше споделено. Ова е многу интересно. Сега погледнете, буквално се гледа сенка. Ова е прв пат луѓе кога слетувале на месечина, обично слетувале условно речено да кажеме на нивното пладне, значи условно кога насред месечината, кога месечина била речиси полна, на центарот и така да било ден. Сега ова мисија слета буквално во изгресонце на месечината и затоа можеме да видиме многу долга сенка и сада сенка како се приближува, нели како се дига правото од ретромоторите за прислетување и така натаму. Ова е слетувањето. Еве го, да. Еве го слетувањето. И ова мисија е приватна мисија, но пак ќе ви кажам, изнајмена е од НАСА. Корисна, така? Да. И како се вика со SpaceX полета горе, еве конечно имавме неколку мисии кои не беа успешни. Ова беше првата мисија која беше во регионот Маре Имбриум, да, горе на кишите, широчина од над 300 мили, лоциран во североисточниот квадрант на блиската страна на месечината. Да, на блиската страна се вика онаа страна што ја гледаме. Гледаме ние секој пат. Да, што не ја гледаме, викаме подалечна страна. И кога ќе видите месечината, тоа можете многу убаво со голо око, негде отприлика на горна десна страна има едно крупче. Баш така се гледа, да, тоа е Маре Имбриум. И сега оние слетат таму, ќе работи само 2 недели. Зошто? Затоа што тие немаат, има само на батерии. И таму кој ќе се стемни, која ноќ е минус 150, минус 180 степени. И вие немате такви батерии кои може да ги заштитат, да ја заштитат електрониката. Електрониката, знаете, си има некои си компоненти кои ќе падне под одредена минус температура, буквално како мраз пукаат и повеќе не можете да ја користите. Пошто заради тоа што немаат тие нуклеарни ќелии, нели за батериски овие, од тогаш мора да трае толку. Они ќе се обидат може да ги пробудат после пак 14 дена док пак не дојде сонцето, ама многу е мало веројатно, така да мисија осмислена трае само тие 2 недели. Тоа што има да испитат, главно мислам дека ќе дупчи, има една дупчока до 3 метри, ќе мери температурата како паѓа, ќе гледа состав, дали има вода. На самата површина ќе издупчи една дупка, мислам дека околу 3 метри, мислам дека кажа. Тоа е процес кој што ќе трае сега следниот само тие 2 недели, толку. Значи, видиме ќе дознаваме нови информации од тоа што се случува. Тоа што таа сонда го прави, после неколку дена слета друга мисија, ама падна. Значи, иако тој веќе по втор пати се случува, Intuitive Machine се викаше фирмата,
ама не успеа и мислим дека има уште една. Ќе биде сега во нареден месец, треба да слета уште една мисија на месечината и тоа само покажува дека не е баш лесно да се слете на месечина, иако ние имаме знаење од порано, но за жал и знаење како и други нешта се губат низ времето. Вие можете да отворите некој PDF документ да читате тие стари списи и така натаму, меѓутоа многу е битен тоа што се помалку и помалку имаме инженери, помалку и помалку имаме квалитетни инженери и помалку тие инженери што отишле у пензија не се сретнале со овие новите инженери. Така да тоа предавање на занаетот и на тие некои си знаења кои не се баш напишани во секој редок на документот или не се добро напишани, сепак занает е нешто што се чита и помеѓу редови. Тој филинг, тој тачинг како да направите нешто, така да тој дел се изгуби. Затоа една од причини зашто не можеме да идеме на месечина, затоа што иако ние сега би можеле да направиме копи-пейст, буквално имаме сите нацрти, имаме делови, ама зашто да правиш реплика некаква, Прво нешто што би било 10 пати поскапо од оно што имаме денеска. Тоа што имала барем ресурсите за влада да градили компјутерот на Saturn 5 бил колку оваа соба. А сега се прави компјутер колку ноктето. Така да не правиме такви муамети за тоа. Во интерес на времето има уште две важни работи што можеме да ги споменеме. Се разбира сите оние кои што сакаат и знаат, можат да се информираат на вашата страна на Сопското астрономско друштво, меѓу кои вестите кои што ги имате, а една од нив е за Барнардовата ѕвезда и нејзините 4 мали планети. И тоа е едно од последните така прилично возбудливи научни откритија за овие. Па тоа не е друга комшика, значи прва комшика ни е Проксима Кентаури. Ова е втора комшика ѕвезда. И двете ѕвезди се црвени џурџиња. Тоа се многу помали ѕвезди од нашето сонце. Некој нема ни 20% од масата на нашето сонце. И пронајдува 4, но многу помали планети од нашата планета Земја. Тешко е дека ќе може да има живот таму, затоа што таа ѕвезда, тоа јако е малечко сонце, тие се викат еруптивни ѕвезди, ностоп фрлат млазеви од зрачење. Затоа што као да вријат ностоп. Нашето сонце е многу фина, мирна звезда, нема многу турбуленции. Тие малце што имаме, па некојаш вај прошла минатата година имавме, како се вика, оние аурори дури до кај нас дојдоа и така натаму. Ама тоа се многу благи, фини, не се тоа некој вознемирувачки. Замислите да имате нешто што ќе зрачење кое може да спржи све живот доле. Мислам, тоа не е баш пријатно. Но фино е што знаеме дека веќе имаме нови технологии кои може да осетат да направат такви мерења што можеме веќе со сигурност да кажеме дека нашата втората комшика, таа Бернардова ѕвезда, има 4 планети кои се карпести планети. Значи планети како што е нашата планета Земја, карпеста, не е како Јупитер да речеме или Уран и Нептун, тие се гасовите. Сега пред некој ден читав една многу интересна, исто имаше планета, мислим дека некои си стотици и ништо години светлосни далеко од нас. Замислите планета која е толку блиска до своје матично сонце, но е толку голема и колку наш Нептун што е, целата е со гас и со вода. И една страна има негде околу скоро 1000 степени, а втората страна е замрзната. И таму постои некој си лед кој е на 700 степени Целзиуси. Баш на Земја, на 700 степени Целзиуси кај нас е превриена пара, а на таа планета имате мраз кој е на 700 степени во плюс. Значи, такви притисоци. Како поларитет. Да, значи, Вселена е многу интересна, светови се многу интересни. Треба да уживаме оној дел од животот што го имаме на планета Земја, да осознаеме тоа што го имаме, затоа што ја сум апсолутно убеден дека нашите потомци ќе уживат во прво во сончевиот систем, а потоа и надвор од него, кај што ќе гледат многу чудни интересни, кај што ќе истражуваат многу поинтересни нешта. И веројатно како ние што можеби да кажеме ќе гледаме она што нашите предци живееле, да речеме, во една котлина, не излегле највише до некоја си река, понатаму изен прва планина или втора, ретко кој се осмелувал да оди подалеку. А затоа таму иди тоа, нели што кажуваме смак света, кој ќе се случи смак света, нели она поплава кој ќе се случи у твојата долина крај. Да, апокалиптичен сценариј. Да, тоа е твој свет. Ти однела нива, ти однела куќа, пола фамилија ти отишла. Тоа за тебе бил смак света. Потоп е тоа. Не бил потоп на целиот свет.
бил таму кај што се случило тоа, нели? Сигурно било тоа така. Радан, некаде конкретно ќе те прашаме секако за најважните можеби небесни случувања по датуми. Спомена некако септември, веројатно почетокот ќе биде интересно за темнувањето на месечината што спомена, меѓутоа до септември имаме уште неколку месеци. Што можеме да очекуваме и покрај тоа што ти велиш, мене ми е радост на срце кога нели секој пат имаме ведро време и можеме да ги следиме со телескопот на плоштад Македонија. Меѓутоа значени термини кои што може да ги споделиме за сите гледачи. Метеорските дождови се секојаш интересни, најинтересен е тој во август и најпријатен за гледање. Јас тогаш сум со мои пријатели на Козијак, секој пат одиме. Да, тогаш стварно мислам убаво е со семејството да се отиде и само да се погледа. Да се направи пикник убаво. Да, отидете на неколку сати, не морате цела вечер. Али час и половина, два, да. Само едном напомена, облечете се убаво. Јако е ноќта 12 на 13 август, многу луѓе со папучи со сандали знаат да дојдат горе па да се смрзат и за пола сат да се избегат дома. Дојдете си, јас само кажам како да се облечете, како да чекате нова година на плоштад, така дојдете горе. Нема сте баш нови да бидат некои јакни, најдете некој посреда, топла јакна, топол џемпер, топли кондори, пар чарапи и така натаму. И отидете горе и уживајте. Навистина, видите го Млечен пат. Одидете со семејството да видите Млечен пат. Се помалку и помалку луѓе знаат дека имаме Млечен пат на главата, а негде од крај на мај, таму до крај на септември, можете слободно да отидете штом ќе се стемни, уживајте, или ако сте веќе денски таму, поседите уште неколку сати, погледнете го Млечен пат. Може да ќе влезе некој метеор, ќе ви изненади. Ако имате фотоапарат, ставите на некој статив, и тоа може да ви се деси да уфатите некој добар метеор. Меѓутоа по август, велиш септември почнува со затемнување на... Затемнување месечина после X години повторно имаме целосно затемнување месечина од Македонија. Видливо со голо око, само не служи времето. Видливо со голо око, уште подобро со двоглед, уште подобро со телескоп. Ако имате камери со поголеми објективи, ставете ги, ќе гледаме, ќе видите како месечина некој ќе почне прво како јаболко да се грицка, како ќе се се повише ќе стане нагризната, ќе почне да добива се поцрвена и црвена боја, докато стане речиси сосема црвена, уствари ќе има цел еден спектар на неа. Од така сјајно портокалова до темно црвена. И кога последен пат имавме вака затемнување на месечина? Ја више не памтам година, ама мислам дека беше 2013 или 2014. Тоа значи пред добри 10-11 години. Десетина години, ама памтам датата, 28 јули не заврна дожд, тоа го памтам. А кога сте и уште не и простувам за тоа. 28 јули требаше да биде жешко, требаше да биде да идеме кратки ракави и ноќе да гледаме. Тоа што велиш имало во идеално време и околу 8-9 сати тоа беше идеално за гледање, али едноставно се бараше прибежите да се Да, дојдоа 5, мислам сигурно 500 луѓе да дојдоа на плоштад, беа демонстрација буквално, политички митинг беше на плоштад. А ние со 3 или 4 телескопа бевме, се сеќавам, армија луѓе, стварно се требаше да биде, меѓутоа немавме што да гледаме. Значи ова е негде 3-4 септември вака слично да мислам дека беше 6, ама ќе сигурно кој ќе дојде до тоа и медиуми ќе ќе кога тука да ќе дојдете да видите. Убаво е да се види. Стварно не е некој си ултра спектакуларен, тој момент затоа што тоа трае со сати. Ајде да кажеме неколку сати ќе имате од влезот док не поцрвени, пак после излезот на нели оценката. Тоа ќе биде вистинско доживување и веројатно дека ќе биде ведро време. Да, само уште една, пошто тој е единствениот феномен за темнување месечина кој рано земјаши не може да го стават во нивните карти. Затоа што тогаш е единствен момент каде што фактички сонцето е позади нас, ние сме у средина и ние фрламе сенка на ово и тука се гледа нашата сенка која е нели топчеста. Буквално ние да бевме рано земја ќе бевме нели линија некоја или така прачка на месечина. Ова зборуваме за оние кои што се уште мислат дека земјата е рамна. О, да, се уште јас се изненадувам колку луѓе веруваат тоа и кои луѓе. Јас ќе ми се пофала дека се високо образовани, тек тогаш. Леле Радан, ова ќе ни биде следна тема за разговор. Да, немој молим те тоа си такви. Ќе ги наречам лошо. Не, чисто да знаеме кои луѓе мислат се уште дека земјата е рамна, но како и да е да се пошегуваме, иако стварно навистина фасцинантно е вака да се премиер на оваа земја беше. Фасцинантно е, ќе погодуваме. Ќе погодуваме. Макар што толика знаеме. Да, убави вести и нели моменти кои што можеме вака накратко преку иако за нас веќе времето истече и повеќе од планираното, но сепак накратко кога зборуваме за астрономијата и за она кое што секојдневно го добиваме како нова вест, а вие во Скопското астрономско друштво како привилегирани и работите многу повеќе ги знаете, а за сега ќе можете да ги пренесете и на оние кои што ќе сакаат. Потсетуваме на 17 март воведен курс по астрономија
астрономија. Во, рековме, предавањата ќе се одржуваат 2 пати неделно, понеделник и среда, во училна 122, факултет за електротехника и информатички технологии со почеток од 18:30. Цел месец уживање, ако не гледате во моментот, дозволете си едно убаво астрономско уживање from scratch. Од самиот почеток во планетариумот во рамки на Младинскиот културен центар Радан и целото Скопско астрономско друштво ве чека на овој воведен основен курс по астрономија за 2025.